Почитувани, зголемувањето на дефицитот е потврда дека буџетот е празен и неизвестно е дали ќе има пари за плати и пензии. Ете колку на ВМРО им е грижа за граѓаните. Толку што заради нивното расипничко однесување во ризик е ставена исплатата на платите и пензиите. Со најавата за зголемување на буџетскиот дефицит, власта брутално ги прекрши фискалните правила и законот за буџети. Законските одредби пак јасно кажуваат дека буџетскиот дефицит не смее да надмине 3% од БДП. Министерката Гордана Кочовска призна дека во буџетот нема пари. Целиот планиран годишен буџетски дефицит е потрошен, уште во првите 6 месеци од годината. Владата планира дополнително да го зголеми дефицитот и покрај претходните ветувања дека ќе го намали. Тоа е директна потврда на она што СДСМ го говори цело време. А продлабочувањето на дефицитот значи само едно – нови скапи задолжувања што ќе ги враќаат граѓаните и идните генерации преку повисоки камати, даноци и повисоки услуги. Граѓаните најдобро знаат каква е вистинската состојба на економијата во земјава. Доволно е да погледнат во своите паричници и во своите фрижидери. Таму не се гледа трета економија во Европа, туку раст на трошоците за живот, пад на куповната моќ и се зголемува загриженоста за иднината на граѓаните. Јавниот долг пак, кој владата ветуваше дека ќе го намалува, за 2 години е зголемен за над 2,1 милиарди евра и се зголемува на 11 милиарди евра. Парите не отидоа за повисоки плати, за мерки за граѓаните и за компаниите, ниту за капиталните инвестиции. Тие завршија во криминалните партиски тендери на ВМРО. По 2 години вистината е јасна и видлива. Со Мицкоски и ВМРО економијата се движи кон колапс, граѓаните во длабока сиромаштија, а државата во огромна изолација.